Мислам дека доволно кажа моите претходни соговорници за многу работи во нашето општество. Јас малце ќе позборам за младината и она што се случува во нашата држава со нашата младина. Еве сега пред малце баш еден човек тука рече, абе и овие се мангупи, ќе бидат исти. И тоа ме доведе до степен да не верам доколку може овој народ да е толку апатичен и да толку да веќе нема верба за ништо. Речи си немаат ни желба за животот воопшто. А да не зборам за помладите како мене, кои што сите знаете дека си го бараат патот надвор и до некаде ги разбирам, до некаде и јас лично сум се конфронтирал зашто младите не се борат за својата држава, бидејќи јас имам 24 години и сум решил и сметам дека треба нешто да направам, дека јас сум се родил овде. Ако требаше да се родам во Германија или во Америка, веројатно таму ќе бев и ќе делов во општеството. Меѓутоа роден сум овде во Македонија и сметам дека ако веќе некои работи не се во ред, дека треба да се потрудиме да ги поправиме, а ние мора да ги поправиме, бидејќи гледаме дека 32 години, очигледно дека на овие, освен крадење, друго ништо не им иде. Ги избркаа младите, имаме преку 500.000 иселени, многу добро сите знаете. Мене малце ме многу иронично кога тоа ќе го зборат, еве сега опозицијата денешна, лажна опозиција, ДПМН која ќе збори за колку си иселиле младите, и тоа го зборат како да никогаш да не биле на власт во нашата држава. А истото го правеше и социјалдемократскиот сојуз. И ја мислам дека треба крајно време граѓаните да се освестат и да размислат што понатака и како ќе се одвива нашето општество. Не може повеќе да дозволиме, слободно ќе кажам, некои идиоти да бидат на позиции, а граѓани кои што се многу паметни, кои што завршили факултети, магистарски, доктори на науки, седат дома или се принудени да работат во странство. Бидејќи во странство знаете дека тие не работат по својата струка, туку работат, ќе кажам, некои работи кои што се секојдневни и што не им прилега на нивното образование. Бев на размена во Република Чешка една година и таму сватив уствари како функционира едно општество. Таму нема како овде градоначалниците се фалат дека наместиле бекатон, дека ги обележале патиштата, поставиле нови сообраќајни знаци, донеле, замислете, водовод во одредено место, како не баре ние сме Кенија или не знам каде, па во 21. век се фалат дека они воспоставиле водоводна мрежа. Мислам, тоа е беда. Беда е да се спомне. Бидејќи ако бе во Чешка, таму се градеа многу големи капитални проекти и таму градоначалникот буквално не излезе. Таму градоначалникот служи само да биде репрезент на градот, да се врши својата работа и оние редовни обврски кои што ги има како и што овде реконструкции, сите тие работи, меѓутоа и да привлекува инвестиции, да создава некои новини каде што младите ќе може да се задржат. Порачам на сите млади да бидат активни во општеството. Треба да се трудиме и макар нешто, ако не успее, меѓутоа ова ќе успее, ќе кажете јас се потрудив, а не само да го фрлите пешкирот уште пред борбата да почне. Тоа е моето мислење и бидете храбри, нема зошто да се плашите и од никого. Верувајте дека тие повеќе се плашат и тие не спијат мирно. Ние спиеме мирно, бидејќи сме честни и навечер искам кога легнувам имам сон, а они верувајте дека не спијат мирно. Имаат можеби милиони, милиарди, меѓутоа не спијат мирно. И не само Божјата карма што ќе ги седи, мораме ние да ги сместиме таму каде што им е местото. Реално сите знаеме колку има криминал направено, меѓутоа се штитат меѓу себе и наводно не можат никако да ги осеат, меѓутоа тоа не е вистина.
За се постои начин, постои до 91 навака, може да се донесат закони за потекло имот и да важи ретроактивно и се може да се направи ако се сака. Меѓутоа желбата е многу битна. Кога веќе збориме за младите, денеска се најавам во Прилеп, има многу пријатели кои што седеле по студентски домови во катастрофални услови, буквално. Нема еден студентски дом кој што не е руиниран. Тоа е една катарза која се случува во општеството и не можам да разберам како овие бедници може да остават така да живеат млади луѓе. Каква перспектива тој му дава ако веќе во самиот студентски дом нема достојни, пристојни услови за живење. И затоа после младите бегале, па бегаат. Нормално е да бегаат младите и да не се заинтересирани. Не сакам многу да одоговлекувам, бидејќи председател Огненовски премногу кажа. Само ќе повикам младите, знам дека има доста интелигентни млади, да се приклучат во борбата во општеството, затоа што само тоа е единствен начин како може да спасиме државата, а и да мислиме не само за нас, за нашата иднина, меѓутоа и за поколенијата на нашите деца. Јас лично не сакам моите деца да растат и живеат во Германија, бидејќи таму секогаш ќе бидат странци. А овде секогаш ќе бидеме наши, свој на својот. Ви благодарам.